Околу 10 предавачи во текот на наредните 10 дена ќе бидат вклучени во најновиот проект на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, летната школа за литература, култура и уметност Библиоарт, која ќе се организира во просториите на оваа установа. Веруваме дека оваа едукативна школа ќе прерасне во традиција. Ова е прв пат и за прв пат библиотека во Македонија организира и реализира една бесплатна летна школа. Во текот на предвидените денови за 40 учесници од второ одделение до студенти од втора година предвидени се поголем број активности кои ќе се реализираат со експерти од повеќе области. Ангеле Михајловски, професор по пијано во Музичката академија, ќе ги запознае со основите на музиката и музиката за пијано, а Илија Ќосевски, професор во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов со традиционалната македонска музика. Освен со музиката ќе се запознаат и со ликовната уметност, односно класичниот пристап кон ликовното изразување преку теоретска и практична настава. Се надевам во текот овие 10 дена ќе вработиме многу теми од музичката уметност. Класичната музика ќе фатиме и останатите музички жанрови и на крајот сите ќе излеземе, се надевам, со едно големо искуство и на задоволство на сите нас. Ќе научат очто нешто повеќе за македонските традиционални народни инструменти и ќе научат неколку песнички, така да влезат повеќе во таа македонска музика, во суштината на македонската музика. Линиско изразување е прво, значи пренесување на пропорции, висина и ширина при сместувањето на формите во просторот и потоа дека станува збор за сликање, значи играта со бои, колоритот, оној класичен сликарски пристап, прво позадината, а потоа предниот план. Наташа Лазарева, професор по македонски јазик во гимназијата Славчо Стојменски, ќе ги упати во правилата за културно живење односно на доброто однесување или бонтонот, а Драган Ристов, портпарол во општина Штип, ќе ги запознае со основите на односите со јавноста и новинарството. Ќе поработиме и на издигнување на самосвеста и самодовербата кај младите кандидати со цел за нивно поуспешно и понатамошно сноѓење во животот. Односите со јавност не се нова проблематика, ниту пак нова област. Можеби не се толку познати кај нас, но во светот постои со децении. Речи си да нема некоја поголема компанија која што нема задолжено лице за односи со јавност, кој што ќе знае како да ги насточи сите соопштенија за јавноста, сите контакти со новинарите, со медиумите. Со оглед на тоа што младите учесници се на самиот почеток на летната едукативна школа и се уште ги немаат посетувано часовите по односи со јавноста, не беа подготвени за изјави, но затоа, освен предвидените часови во просториите на Штипската библиотека, ќе имаат можност да посетат повеќе значајни локалитети, меѓу кои музеи во Штип и во Скопје.